12 години траат маките на брачниот пар Асибе и Нија Зинуредини од гостиварското село Мирдита, откако жената останала неподвижна поради оштетување на функцијата на мозокот и други болести. Како што кажува сопругот, таа цело време е врзана за кревет, не е во состојба сама да се храни, да се облекува и слично, и дека тој се грижи за сите нејзини основни потреби за живот 24 часа. Тој реагира дека лекарската комисија од Велес, која ги разгледувала документите, дала негативно конзилијарно мислење, односно оценка дека на жената не ѝ треба помош. Претходно биле одбиени и за додаток за мобилност. Проблем поголем, више 12 години да го раниш, да го миеш, да го чистиш, да го... Абе све. Сам, еден човек. И тоа право мало што имам, 4500 денари, и тоа да го губам. Тоа е срамота. 2 пати сум го носил в Скопје за мобилно, значи дава тава некоја помош, и од таму ме одбивале. Им реком на тие доктори, а дојдов ја да ве частим вас овде. 25 евра дадов таму в шалтер, што сум стигнал таму на преглед, и ме одбивале. Сега и овие ме одбиват овде. Поради негативното конзилијарно мислење, Асибе ќе го изгуби правото на туѓа нега, кое го користела изминатите 12 години. Решението за надоместокот, кое го подготвува Центарот за социјална работа, се заснова токму врз документот од лекарската комисија. Не можеш да се сретнеш ти со тие луѓе, со тие доктори, Ете, ти донесе некој документ туе и каже, ево ти документот, не ти следуе и... Пред тоа го имам земено. Пред тоа редовно сум го земал. 3 пати сум го носил тето в комисија, знаеш, лично човекот. Сега го прекинале тоа због овој болест или што знам ја, го прекинале. И сега само документе. Прошла година и носив само документе, ме дојде нормално, као свака година. А сега, ова година прекинале. Да гледа мало народот, мало подобро. Што да им кажам? Сега, тие као луѓе, што сме и дали гласови ние на тие луѓе, тие треба да гледа мало народот. 12 години не дојде никој да ме прашува мене што правим јас со овој човек. Како е ова? Вие сам се грижите? Па сам, со кога? Нијази вели дека со пензијата што ја има, не стигнува да ги подмири трошоците за сметки и храна, а многу пари чинат и лековите неопходни за неговата болна сопруга. Во писмен одговор за случајот, од Гостиварскиот центар за социјална работа ги повикаа надлежните институции да преземат активности и да ја испитаат формата и причината за негативното конзилијарно мислење.